Добро вечер. Во чест на големиот македонски празник Илинден, имам чест вечерва да разговарам со господинот Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Нека ни е за многу години Илинден и добро ни дојдовте во Битола. Амен, Господ на помош, свети пророк Илија и Пресвета Богородица. Утре е голем ден, ден на државноста на Македонија, 2 август. Празник кој се слави со многу поводи во историјата на македонскиот народ и на македонците воопшто. Херонеја 338 година пред нашата ера, Крушево 1903, Аснон во манастирот Свети пророк Прохор Пчински во 1944 година и референдумот на 8 септември 1991 година со единствена цел за окружување на државноста на Македонија. Вие традиционално секој Илинден последниве 20 на години, барем колку што паметам, сте во Битолско Трново на се македонската средба и ова година ќе биде така. Првата средба во Битола е организирана од Матицата на иселениците 1971 година. 1980 година Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија од Битола организира друга средба на истата локација во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица во подпелистерското село Трново, Битолско. И тој раскол продолжува децении. 2005 година по иницијатива на Светскиот македонски конгрес иселеничката средба од Матицата на иселениците и пограничната средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија се обединија во една единствена семакедонска средба под покровителство на градоначалникот на општина Битола, во тоа време господинот Владимир Талески. И до денес таа традиција ја одржуваме. Годинава, 2020 година, се одржува 49-та светска македонска иселеничка средба и 40-та погранична средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија во една и единствена семакедонска средба. Идната 2021 година одбележуваме јубилеј 50 години од одржувањето на оваа семакедонска средба по повод Илинден, денот на востанието на македонскиот народ, денот на државноста на Македонија, Свети Илија, Илинден. И таа традиција и понатаму ќе продолжи. Оваа година ќе биде малку поинаку заради мерките кои што се од пандемијата. Вие ги запазивте сите мерки кои што ги налага. Се обративме писмено до владата. Не упатија до кризниот штаб, оттаму во Комисијата за заразни болести. Оттаму ни побара предлог протокол за организација на семакедонската средба. Изготвивме во согласно со протоколите на владата. Ги испративме до комисијата. Во таа смисла и по тој режим ќе ја одржиме и утрешната светска семакедонска илинденска средба на 2 август во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица во подпелистерското село Трново. И се надеваме дека, почитувајќи ги протоколите за одржување на дистанца и носење маска, традицијата ќе продолжи и понатаму. Илинден е една од сопките помеѓу двете комисии, македонската и бугарската комисија, која што треба да ги пеглаат разликите во различното гледање на историјата со оној договор кој што го потпишаа Борисов и Заев. Ајде малку, бидејќи сме во предвечерието на овој голем празник, еден ваш став, едно ваше размислување. Што има заедничко и дали воопшто има нешто заедничко овој празник помеѓу македонците и бугарите? Или помеѓу македонската држава и бугарската држава? Македонија е основа на балканските нации
како креација на интересите на големите сили за своји сфери на влијание на овие простори. И нам лично не ни е проблем, затоа што Светскиот македонски конгрес смета дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку се дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, во чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури и независно од разликите меѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Со ДНК се е мерливо и одредливо. Меѓутоа, етнологијата денес не представува чиста генетика, туку пред се култура. Луѓето на овие простори од пред новата ера до денес, па и понатаму, се декларираат за македонски народ и за македонци. И им припаѓа културно-историското наследство во границите на етноисториските граници на Македонија. Не ни представува никаков проблем прославата на Илинденското востание? Културно-историското наследство да се одбележува и споделува помеѓу сите нации и држави на овие простори. Меѓутоа, Илинденското востание е македонско востание, тоа не е бугарско востание. Од тука и нашата определба дека неприфатливо е заедничкото прославување на овие настани од историјата на македонскиот народ со Бугарија. Имајќи предвид дека во официјална Софија се уште не е изживеана Сан-Стефанската романса за голема Бугарија. Бугарија го има 3 февруари за национален празник, со кој се одбележува Сан-Стефанска Бугарија, која што е руска креација после руско-турската војна во 1877-1878 година, во кој што само за време од 3 месеци територијата на Македонија била дел од голема Сан-Стефанска Бугарија, која што никогаш не профункционирала. И од тука седа дека за официјална Софија македонците се бугари, Македонија е дел од Бугарија, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, за нас е неприфатливо споделување на заеднички културно-историски настани со официјална Софија. Илинденското востание е македонско и македонците треба сами да се го прославуваат, затоа што 2 август е ден на државноста на Македонија, а не на Бугарија. И организаторите и изведувачите на востанието се декларирале како македонци. Во секој случај. Македонското востание ја дефинира државноста на Македонија, а не на Бугарија, и во таа смисла за нас е неприфатливо заедничко споделување и прославување на овие настани од историјата на македонскиот народ со официјална Софија. Иако во тој контекст и договорот Заев Борисов од 1 август 2017 година за македонците во светот представува велепредавство на државата и нацијата, на државата Македонија и македонската нација. И неприфатлива е новата политичка историја што се креира во меѓувладината комисија на Скопје и Софија. Македонците во целиот никогаш нема да прифатат нова политичка историја за Македонија, според апетитите, територијалните претензии на официјална Софија кон Македонија,
па и на Атина со договорот, спогодбата Димитров Кодзиес од 17 јуни 2018 година. И затоа бараме итно и безусловно распуштање на владината комисија меѓу Софија и Скопје за креација на нова политичка историја на македонскиот народ и Македонија. Да, вие реагиравте и за време на подпишувањето и на првиот договор и на вториот договор. Има многу недоследности на кој начин тие договори се подпишани, изведени, но во моментот за жал така е како што е. Во предвечерието на изборите кои што се одржаа неодамна, некои одредени политички партии настапуваа со тезата дека Македонија може да го врати името. Каков е ставот на Светскиот македонски конгрес? Знам дека за вас Република Македонија останува Република Македонија без додавката и дека знамето од Вергина е на самото лого на Светскиот македонски конгрес како символ. Што понатаму, што може да се случи во иднина? Кои се вашите предпоставки? И покрај се и после се ги охрабруваме македонците во светот и во татковината. И покрај сите врховизми, после сите предавства, ќе се бориме за нашите права и слободи дома и во светот, ќе ги одбраниме македонскиот народ и Македонија, затоа што Македонија за нас е Божја промисла, македонската цивилизација на која сите ние припаѓаме на овие простори е на основа на нова Европа. Македонија е основа на современиот културен глобализам и во секој случај неприфатливо е за нас промената на името на државата. Постојат уставни механизми, начини како да си го вратиме името на државата, идентитетот на македонскиот народ. Доволна е само изјава на премиерот на државата со која се раскинува договорот, спогодбата помеѓу Македонија и Грција за промена на името на државата и со писмена нота премиерот за тоа да ја извести владата во Атина и генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации со барање за продолжување на членството во Организацијата на Обединетите нации под државното име Македонија. Спогодбата Димитров Кодзиес од 17 јуни 2018 година е ништовна според домашното и меѓународното право. Според домашното право затоа што не е склучена и не е ратификувана во согласност со Уставот и поради тоа не представува дел од правниот поредок на државата Македонија. Имено спогодбата не е склучена од претседателот на државата кој има единствено дискреционо право да склучува такви договори. Склучена е од министерот за надворешни работи кој нема активна легитимација тоа да го стори во името на државата Македонија. И претходно имаше референдум. Претседателот на државата не го потпиша указот за прогласување на законот за ратификација на спогодбата Димитров Кодзиес и истата е објавена во службен весник без подпис на претседателот на указот за прогласување, што ја прави неважечка, иако актуелната влада не ја применува. Според Виенската конвенција за договорно право е ништовна затоа што со билатерален договор не може да се промени меѓународното право, нормите на меѓународното право, а правото на самоопределување и самоидентификација на македонскиот народ е универзално, неприкосновено и неоттугиво право. Во апсолутно мнозинство избирачите и македонскиот народ на 8 септември 1991 година за подсетување гласа за, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки, а одлуката на референдумот според Уставот на Република Македонија е задолжителна за сите без исклучок.
Тоа значи прашањето за името на државата е затворено со одлука на референдумот. Ниту една власт нема право да ја суспендира слободно изразената волја на народот и избирачите на референдум. Дополнително, на референдумот од 30 септември 2018 година, речиси 2/3 од вкупниот број на избирачи не гласа за членство на Република Македонија во Европската унија, во НАТО алијансата, и не ја прифатија спогодбата Димитров-Кодзијас, со која се предвидува промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Меѓутоа, спротивно на референдумот од 8 септември 1991 година и 30 септември 2018 година, марионетската влада на Зоран Заев изврши повеќе кривични дела: велепредавство, геноцид врз македонскиот народ, злоупотреба на службената должност, злосторство против човештвото и оствари целта заради која беше спротивна волјата на граѓаните донесена на власт во Македонија. Го промени името на државата и идентитетот на македонскиот народ. Вие сте 30 години од самото осамостојување на државата во политиката. Поминавме парламентарни избори со мал цензус во време на пандемија. Дали беа овие резултати очекувани според вас? Резултатите од последните парламентарни избори на 15 јули се изборен фалсификат. Државната изборна комисија изврши избор на кривично дело, изборна измама, и прогласи валидност на фалсификувани избори. Самата изврши упад во изборната процедура, затоа што при огласувањето на изборите не го заштити електронското објавување на изборните резултати. Самата во својот извештај огласи 2013 чинам гласачки ливчиња повеќе. Понатаму повторно прогласи нови резултати со 1040 гласа, ливчиња кои не беше транспарентно кажано кому се распоредени, а во куларите циркулираше неофицијално информацијата дека со хакирањето на компјутерскиот систем на Државната изборна комисија околу 80.000 гласови се прераспоредени на несоодветни изборни единици, политички кандидатски листи и гласачки места. Сето тоа создаде недоверба во валидноста на изборните резултати, затоа и Светскиот македонски конгрес изборите ги прогласи за изборна измама и побара рачно пребројување на гласачките ливчиња на сите избирачки места на целата територија на Република Македонија, имајќи предвид дека и 30.000 гласачки ливчиња беа прогласени за неважечки, за да повторно се ревидира нивната важност, под претпоставка дека сепак е очигледно за кого била изразена волјата на избирачот, но поради прецртување на северна пред името на државата Македонија, избирачките одбори ги ставиле во кошот на неважечки гласачки ливчиња. Лично за нас изборите се измама, не се легални и легитимни. Светскиот македонски конгрес од воведувањето на ворената состојба до Уставниот суд поднесе околу 400 иницијативи за поништување на уредбите на владата со законска сила, на одлуките за прогласување воредна состојба, на решението за распишување избори од председателот на собранието и
на 16 февруари и на 15 јули. Меѓутоа, Уставниот суд во најголем број од одговорите се прогласи за ненадлежен или ги отфрли, станувајќи дел од злосторничкото здружение со владата за суспензија на демократијата во државата и општеството. Се разбира, тоа ќе си врз политичко-безбедносната состојба на Република Македонија, независно од формирањето на владата и коалициите кои успеат ли да се договорат циркулираат партиите? во јавноста, лично верувам дека нема да има стабилно парламентарно мнозинство со овие изборни резултати кои ги легитимира во наводници Државната изборна комисија и дека идната година е за очекување нови предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори во Македонија. Вие сте во постојан контакт со македонците од целиот свет. Како тие реагираа на одлуката да не гласа диаспората? Овој пат нивното право на глас беше одземен. Голема неправда е сторена пред се кон македонските државјани кои живеат надвор од територијата на Република Македонија, заради тоа што државата прво го невозможи правото на македонско државјанство на македонците по потекло. Социјалдемократскиот сојуз и марионетската влада на Зоран Заев настојува по секоја цена да ги иземат од изборите македонски државјани во светот надвор од територијата на Република Македонија. И за жал тоа се случи, затоа и огромната недоверба на македонците во светот кон легитимноста и легалноста на овие избори одржани на 15 јули, особено ќе предвид дека уставниот амандман е од 11 јануари 2019 година со која се промени името на државата, ги елиминира македонците во светот од грижата на државата за нивната положба и права во земјите каде што живеат и престојуваат, удоволувајќи го барањето на Атина и Софија дека Македонија нема да се грижи за нејзини држави надвор од нејзината територија, односно за лица кои не се нејзини државјани. Македонците по потекло во сите соседни земји на Република Македонија не се државјани на оваа држава Македонија. Но се со македонско потекло? Се со македонско потекло, меѓутоа владата превзеде обврска во спогодбите со Грција и со Бугарија за нив воопшто да не води грижа. И затоа Грција денес со право вели македонци во Грција не живеат, односно македонци се грците во Хеленската република. Истото тоа го прави владата во Софија, во соседна република Бугарија, не признавајќи и не прифаќајќи постоење на македонци, македонски народ. Тие веќе одат во други крајности кои што се неприфатливи во секој случај. Македонски јазик што е одраз на недобрососедски односи и на отворени агресивни територијални претензии на Софија кон територијата на Република Македонија. Ние сме убедени дека ова е времена состојба, како што беше и со временото браќање на Македонија во Обединетите нации поранешна Југословенска република, и дека кога и да е премиерот, пратениците и министрите кои ја ратификува спогодбата Димитров Кодзијас ќе завршат со доживотен затвор во Идризово и конфискација на имотот, личниот имот, имотот на семејството дома и во светот, затоа што наместо трајно решение создадува трајна нестабилност за решение на македонското прашање.
Тие договори Македонските работи се Претежно без се на почеток и наша крај, штета. затоа што Македонија е вечна тема. Меѓутоа, македонците во светот се убедени дека борбата до победа и слобода ќе ја продолжат и понатаму со сите механизми во земјата Македонија и во државите каде што живеат и пред меѓународните организации и дека кога и да е повторно ќе го вратиме достоинството на македонскиот народ за име на неговата држава Македонија. откажување нема. Откажување во секој случај нема и можеби затоа е време да се подсетиме на изјавата на британскиот премиер Вилијам Гледстон од 19 јануари 1897 година, кога рекол, а зошто да не биде Македонија на македонците, како што е Бугарија на бугарите и Србија на србите. И веруваме дека така и ќе биде. Поранешна Југословенска република Македонија и Северна ќе останат само бледо сеќавање на врховизмот и велепредавството кои мора да заменат во црните страници на историјата на Македонија заради новиот почеток на македонската ера, на современиот културен глобализам, што подразбира интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религии и култури. Веруваме дека Македонија ќе го добие заслуженото место во светската историја, затоа што до пред промената на името 140, повеќе од 2/3 од вкупниот број на држави во светот не признаа поддржавното име Македонија во Организацијата на Обединетите нации и се надеваме дека тоа повторно ќе го вратиме. Европската унија и НАТО алијансата не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата и затоа и македонците го отфрлаат членството во Европската унија и НАТО поради антимакедонизмот на Бугарија и Грција, грчкиот и бугарскиот нацифашизам кон македонскиот народ, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на културата, историјата и јазикот на македонскиот народ и нацифашистичкото барање на Хеленската република за промена на името на државата како сервилност на Брисел и Страсбург кон барањата на Софија и Атина. Сме биле Македонија, сме и тоа и ќе останеме од секогаш за секогаш. Ајде малку актуелна политика. Шилегов и неговата тајфа, предводена од Грчев и неговите комисии, најавуваат рушење на одредени споменици и дислокација. Меѓувремено се слушна и рушење на универзалната сала, но по притисокот кој што се случи во медиумите, на социјалните мрежи, ете Шилегов сега се повлекува, нема да се турка, па ќе се прави нешто друго. Кој е вашиот став? Зошто како да едвај да чекаа да завршат изборите и веднаш да во еден јуриш сега ајде ќе рушиме, ќе туркаме споменици, објекти. Што се случува во Скопје? Културата и историјата на Македонија е дел од нашиот идентитет од пред новата ера до денес. Во континуитет. Нашата култура и историја не признава и не прифаќа дисконтинуитет. Го слушав интервјуто на професор доктор Мирослав Грчев, кој за да оправда рушење на проектот Скопје 2014 на ТВ Канал 5 изјави, но тоа се негови зборови, Александар Македонски ниту еднаш не стапнал на територијата на Република Македонија. Кога стапнале грците на територијата на Македонија? Стапнале за прв пат во историјата на Атина на 31 за време на Балканските војни 1912 или 1913 година и со декрет на грчкиот крал Ото I,
кон владата на Венизелос да воспостави времена управа на окупираните територии на Македонија. Мирослав Грчев беше предлагач на земскиот грб на Македонија, лавот, како символ на грбот на државата Република Македонија, на Македонија. Кога стапна лавот на територијата на Македонија? По неговата аналогија, затоа што Александар не стапнал во Вардарскиот дел на Македонија, треба се откажеме Само еднаш од поминал на неговото кој културно интересна и смешна да, изјава. историско наследство и од неговиот македонски идентитет. На крајот на книжтата Мирослав Грчев за грб на општина Центар, кога беше градоначелник, го стави ја стави рајската птица или фениксот. Кога рајската птица прв пат стапнала на територијата на општина Центар за да биде грб на централната скопска општина во метрополата на Македонија. Омразата која се создава кај определен круг на идеолози во наводници во Социјалдемократскиот сојуз создава страшен анимозитет кај македонците. Мислам дека таа антимакедонска, антидржавна политика мора да го доживее својот дебакал и крај во историјата на Македонија. За нас не е за очекување таква реакција од луѓе кои припаѓаат на таа номенклатура, затоа што и Зоран Заев кога го доби мандатот за состав на влада од поранешниот претседател професор доктор Ѓорги Иванов, во првата изјава при излегувањето од неговата резиденција, претседателската резиденција на Водно, кажа дека Социјалдемократскиот сојуз повеќе не е македонска партија, а претходно дека патриотизмот не им приличи на социјалдемократите, иако направиле обиди за таква обсервација. Гуруто на СДСМ идеологот Љубомир Фрчковски недвосмислен беше во неговата изјава дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е втора по големина албанска партија. Победата на СДСМ Изјава дека македонскиот народ е мултиетнички, ако се сеќавате. Има и таква што е изјава. небулоза, Так. што е небулоза. Владе една комплетна идеолошка дезориентација во сферата на дефиницијата на народот и нацијата. Народ е луѓе кои припаѓаат на еден род со ист јазик, територија, култура, традиции, обичаи. Кога си ставиле граници на територијата каде што живеат и формирале држава, својата култура и историја инкорпорирале како државна во државата кај што се наоѓаат. Во време на нации, народите не исчезнале. Мнозинскиот народ ја сочинува нацијата на една држава, затоа што според меѓународното право, сите кои живеат на територијата со мнозинскиот народ уживаат еднакви права пред уставот и законите како национални малцинства. И затоа, кога зборуваме за нација, ги споменуваме и националните малцинства, не како причина за да ги мајоризираме, туку за да ги заштитиме. За жал, Македонија денес е во една состојба кога едно малцинство врши апартхеј врз мнозинството заради инсталирани уставни промени после војната во 2001 година. И затоа изборите во 2016 година ја покажа, ја разобличија иднината на државноста, затоа што и изборите во 2020 година покажаа дека политичкиот дуализам меѓу македонците долгорочно ќе ја уништи државноста.
мандатот за состав на влада за жал не го дава водно, туку мала речица. Во такви услови, независно од бројот на пратениците, македонците, левите или десните, лицитираат со сите национални државни интереси, бидејќи албанците решават кој од левите или десните ќе седне во премиерското столче. И затоа лично сметам дека на Македонија од 2016 година и доживеа системска деформација, а за надминување на таа состојба потребно е формирање или создавање или групирање на уште една многу јака македонска опција, за да може две македонски со една албанска да формираат влада, за да се сведат состојбите во државата во нормала на правичност и соодветна застапеност. Кога една политичка партија на албанците коалиција со една од македонците ќе формираат влада, државната администрација се дели наполу. Веќе ние имаме министерства каде што министер е албанец, бројот на вработените во администрацијата е мнозинство од купниот број на вработени во министерството или во органот на управување на државната администрација. Влада во влада, амбициите повеќе не се за сепарација на дел од територијата за составање на голема Албанија, туку за окупација на целата територија со агресија и апартхеид на малцинството врз мнозинството. И од тука неизбежни се измени во изборниот законник, една изборна единица со отворени преференцијални листи, за да бројот на пратениците во парламентот биде во согласност со бројот на припадниците на малцинските заедници во државата. Ние сега имаме состојба кога албанската заедница со 13 до 15% од купната популација има 25% од купната пратеници, што не е одраз на правична и соодветна застапеност на заедниците во законодавниот дом на државата. Тој квалитет во етничката структура на пратениците создава нов квалитет во односите и состојбите во државата. И затоа сметаме дека е неопходна наместо ревизија на изборните единици, како што беше месец дена пред овие парламентарни избори, прекројување на 5 и 6 изборна единица, потребно е промена на изборниот законник со една изборна единица. Тоа го бара и неколку од помалите партии, но барем досега нивното барање не беше нерационално беше размислувањето на поголемите партии, меѓутоа изборните резултати тоа го покажаа дека ваков изборен модел не одговара на етничката карта на државата според резултатите во мандатите на пратениците по етничка припадност. Не затоа што некој ќе настојува со намалувањето на бројот на мандатите во парламентот на некоја заедница да им ги ускати правата. Ние сметаме дека напротив, големината на македонците е во тоа што би прифатиле уставна резолуција со која затекнатите права, независно од пописните резултати, и натаму ќе бидат гарантирани. Меѓутоа, не може составот на пратениците во Собранието на Република Македонија да биде непропорционален, несоодветен, неправичен во однос на етничката карта на населението во државата Македонија. Една изборна единица тоа ќе го балансира, меѓутоа и уште една јака македонска партија или коалиција во однос на СДСМ и ВМРО би помогнало во стабилизирање на односите во државата. И пред се,
почитувајќи го основниот принцип на меѓународното право на еднаква сувереност, што подразбира взаемно разбирање и почитување, соработка по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи на суверена држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Тоа што за албанците во Македонија, тоа за македонците во Албанија. За да бидеме сите еднакви меѓу еднаквите, рамноправни со рамноправните. Доколку не постои реципроцитет во односите на етничка основа во билатералните меѓудржавни односи, на штета на македонските национални државни интереси, долгорочно ќе влијат на дерогирање на државата Македонија и на неизино, би рекол, исчезнување од картата на светската карта на нациите. Како функционира Светскиот македонски конгрес за време во пандемија? Ние утре ја одржуваме заедно со Матицата на иселениците од Македонија, Сојузот на Сдруженијата на македонците, Етста Беглаци од Егејски дел на Македонија, Македон и Сдруженијата на македонците од Егејски дел на Македонија во Битола 49-та семакедонска средба. Утре се навршуваат исто така, тоа ќе го одбележиме во Битола, 30 години од возобновувањето на Светскиот македонски конгрес, имајќи предвид дека се возобнови во предвечерието на распаѓањето на поранешна СФРЈ 1990 година. Знаејќи дека е формиран од македонците во емиграција за Османската империја во 1899 година на 12 јануари во Женева во Швајцарија со единствена задача да го прокламираат неотугивото на отстапното право на македонскиот народ пред западните држави за суверена и самостојна македонска држава на Балканот. Светскиот македонски конгрес оваа година ги одржува изборите за наредниот 4-годишен мандат. Претежно разговорите, консултациите и координацијата ја извршивме по електронски пат, затоа што оневозможена е слободата на движењето во светот поради мерките за заштита од коронавирусот и прогласената пандемија. Постои интерес, тоа е и основна задача на Светскиот македонски конгрес како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет. Прокламацијата за семакедонско помирување и обединување, за да создадеме една светска платформа на меѓусебна размена на информации, координација и заеднички активности, секој со тие со кои што сака и според можностите и способностите, меѓутоа во афирмација на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, континуитет, наследство и простор. Светскиот македонски конгрес ќе ги продолжи своите активности и во иднина, градејќи и афирмирајќи го македонскиот свет и универзалните вредности на македонската цивилизација, мирот и љубовта наспроти омразата и војната, коегзистенцијата и толеранцијата наспроти дискриминацијата и сегрегацијата и културниот глобализам кој што представува интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религија и култури наспроти корпоративниот глобализам кој што поаѓајќи од профитните интереси на мултинационалните корпорации врши интеграција со асимилација на помесните етноси, јазици, религии и култури, се до една физичка ликвидација од земјината топка, како што беше примерот со британскиот империализам кој што за последните 200 или 300 години уништи стотици етноси, јазици, религии и култури од земјината топка. Дали ќе се одржи годишното собрание традиционално оваа година или конференцијата
ја одржуваме преку интернет конекции. Утре во Битола ќе имаме една куса презентација за резултатите од интернет конекциите преку телекомуникацијските конекции и на тој начин ќе Значи се приспособуваме кон условите и понатаму. Во секој случај затоа што мерките на Светската здравствена организација, на домашното законодавство на Македонија и на сите останати држави во заштитата на здравието и животите на своите државјани ги ограничи физичките конекции помеѓу луѓето во светот. Меѓутоа во такви услови конекциите се возможни и можни, а резултатите евидентни, затоа што секој делува таму каде што живее пред домашните власти во афирмацијата на етничкиот, културниот, јазичниот идентитет на македонскиот народ во целина. Почнавме со Илинден, ќе завршиме со Илинден како празник, како повод за вашето присуство денеска тука. А секако да не заборавиме честитката по повод 30 годишнината од овој старо нов светски македонски конгрес, затоа што не функционирал толку години, па потоа профункционирал пред 30 години. За крај, што би им порачале на нашите гледачи, да им го честитаме празникот, да ги поканиме утре, тие кои што можат, нормално со маски и другите заштитни мерки, да присуствуваат во Трново. Нашата покана до сите кои досега учествували и тие што сакаат на 49-та Семакедонска светска средба во подпелистерското село Трново, за да ја одржиме традицијата и да ги опатиме пораките кон домашните власти и меѓународната заедница. Ги охрабруваме македонците во светот и татковината и покрај сите врховизми и предавства да ја продолжат борбата за нашите права и слободи дома и во светот, да ги одбраниме македонскиот народ и Македонија и да очекуваме после овој кошмар ера во која Македонија повторно ќе биде суверена држава меѓу еднаквите и рамноправните нации во светот. Завршуваме оптимистички. Во секој случај, надежта вечно живее, никогаш не умира. Во нашиот разговор кој што го имавме пред емисијата, дојдовме до еден интересен заклучок дека сме имале слично интервју, нормално на други теми, пред 15 години. Се надевам дека за наредното нема да чекаме 15 години, туку ќе се видиме во некоја наредна прилика со некој убав повод. Господ Бог нека ги благослови македонците и Македонија, македонскиот свет и универзалните вредности на македонската цивилизација со еден аманет. Македонија вечна, од исконот до бескрајот и сите македонци еден за друг. Ви благодариме уште еднаш за присуството, за учеството во нашата емисија. За учеството и поздрав до слушателите и гледачите. Продукција, ви го честитаме празникот, како и 30 годишнината од Светскиот македонски конгрес. Благодарам многу и поздрав до сите.